Владината одлука за исплата К15 на вработените во образованието не го премислува сонг во барањето за поголеми плати, изјави за ТВ Стар председателот Јаким Неделковски. Нема да го премисли воопште синдикатот, од проста причина што регресот за годишен одмор е регулиран со колективен договор и тој мора да се исплати за сите во јавниот сектор. Значи тука сонг и вработените во образованието ништо посебно не добиваат од другите во јавниот сектор. На сметка на тоа, останатите во јавниот сектор уште во март месец земаат согласување на платите, ние требаше во септември да земеме, од таа причина стоиме на ставот дека мора да се согласат платите во септември месец. 20 септември е рокот кој СОНГ го одреди за преговори. Дали до овој момент има сигнал на добра волја од страна на владата? Имам сигнал дека во Министерството за финансии се работи и да се бараат можности и средства за да се задоволат нашите барања. Сега конкретно треба навистина да имаме средства и да ни се каже што тоа е одлучила владата. Иначе вака неофицијално е ова што бијам како информација. Дали синдикатот ќе остане тврдо за 12% изголемување или е подготвен за компромис? Значи, се уште е прерано за да можеме да зборуваме за компромис од аспект на тоа што немаме никаков предлог. Однапред кога би кажале за компромис, тоа значи дека пропаѓа нашето барање од 12%. Според Неделков, тие очекуваат најдосна до недела да имаат конкретни информации. До крајот на неделата очекуваме конкретни информации и предлог од владата во однос на нашето поверување за зголемување, односно согласување на платите во основно и средно образование за 12%.